Молзање крави, непристојни гестикулации, фрлање вегета по телевизиски студија, еден куп ветувања, митинзи без маски во време на корона, оцрнувачки спотови. Вака поминува кампањата во првиот круг на локалните избори, кои треба да се одржат во недела. Денеска е последниот ден кога партиите ги прават последните напори за да ги добијат гласовите на гласачите. Од утре почнува предизборниот молк. А каква кампања имавме? Дали негативна или пак кампања насочена кон промоција на проекти? Аналитичарите сметаат дека и овој пат црната кампања е примарна. Се очекуваше владата повеќе се фокусира на позитивната кампања со оглед дека таа заедно со нејзините кандидати за градоначалници имаше 4 години да покаже што може да направи со развојот на општините и преку тоа да бара нова доверба од граѓаните. Очигледно поради недостатокот од реализација на нејзината програма, во изминатиот период власта сепак се одлучи да оди повеќе со напад кон својот политички противник, отколку со промоција на сработеното. Во тој контекст и нападот на опозицијскиот кандидат за аеродром. Претпоставувам дека поради тоа што токму оваа општина е еклатантен пример за лошо менаџирање од страна до сегашната локална самоуправа предводена од СДСМ и тука постои особено големо незадоволство од тоа што е сработено изминатите 4 години. И Муслиу вели дека црната кампања не изостана ни овој циклус. Накус ова беше најмонотонната кампања досега, евидентно е дека политичките партии не успеа да ги кренат емоциите кај граѓаните. Во последните денови имавме негативна кампања, но главно беше мирна, невозбудлива. Предност е што помина без националистички напади, со оглед дека овој пат имаше меѓуетнички коалициски блоки кај опозицијските партии. Речникот на кандидатите и политичката култура бележат мал напредок во споредба со кампањата за претходните циклуси, но сепак недоволен. Право на глас имаат 1.824.864 граѓани. Утре гласа затворениците, изнемоштените и болните лица, како и лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест со COVID-19, како и на оние кои има одредена мерка самоизолација. Од понеделник продолжува кампањата за вториот круг на локалните избори, кој ќе трае до 31 октомври.